Vade li sum jaz? Ramiz Efendi. Ti li si ta pokojната žena na Džabar? Mažot mi Džabar. Ako go ženiš sokjerka ti, vopšto nema da imate mir. Mažot mi, sokjerka ti nema da bide. Nema, Ramiz Efendi. Neke može. Begaj, begaj koliko što sakaš. Fatma! Fatma, otvori vrata, Fatma! Fatma! Otvori! Misliš da kak izbegaš od mene, gospodine Ramiz? Ajše! Ajša! Fatma, otvori vrata! Fatma, otvori vrata! Fatma! Nadmore ženata na kasapot! Me slušali, Ramiz Efendi? Gospodi, pomagaj! Ženata na kasapot leta nadmor. Ne znam. Ďamoš? Što ti zboruvaš? Gospodi Bože! Da. Zborom su tebe. Bože, Bože. Ne biva Ramiz Efendi? Se izvinuvam, gospodine Ťamuš, se izvinuvam. Ne se. Ić nemaš совест, Ramiz Efendi. Ne te boli, kerka ti ja davaš na starec. Moja ta glupava glava. Na umirenje da je ženata, ne го става мажот. А камо ли да е млада невеста? Бери го паметот, Ramiz Efendi. Zarem taka veliš, Ťamuš? Taka istina je. Grešam mnogu što ja davam ćerkami na Džabar. I to mnogo grešiš. Što je sega? Rikam. I jaz kje rikam. Fatma! Fatma, što je Fatma? Zašto vikaš? Zašto dosađeš? Sonif jedan son. Dobro. Kaži mi da li je narno ili ne. Čekaj da vidim. Na dobro je. Ušte ne ti kažem što sonif. Utre ki mi kažeš, mi se spije. Ne možem da čekam do utre. Zašto? Zato. Ja te prašujem, zašto ti mi vraćaš zato? Zašto? Zato što Hatiđe nema da ja dadam na gospodin Džabar. Gospode, čuvaj mi go pametot. Što zboruvaš ti? Što zboruvaš ti? Ušte će ti go raskažem drugo to. Ne može sega ki mi raskažeš. Ajde, kažuve, sega. Fatma se isplašiv. Mnogu se isplašiv. Se naježiv. Gledaj. Dobro de. Ja vidio Ajše. Bela ta Ajše. Za jedno drvo. Mi se javi za drvoto i počna da leta kon mene. Prvo vaka, mi go ispazi jazikot. Potom mi namigna. Potom vaka so prstot mi napravi. Mi se dobliži do vrvot na nosot i vaka mi napravi. Mi reče da ne ja dadam Hatiđe na Džabar. Mi reče nikako na Džabar da ne ja dadam, zašto vaka će mi napravi. Vaka mi napravi. I ja zbog se isplašim. I ti poveruvana bila Tajše. Vaka mu napravila, taka mu napravila. Ajde be.
Наместо бегалецот сте го фатиле Хасан Шивачот. Но командире во шумата го видовме. Глупаци ни заедни. Почекајте уште малку. Ако не се разбуди, фрлете му вода. Ке ви отворите работа со градоначалникот, глупаци. Така нека биде, Хасан. Тя муж прозборе, викаш, така ли? Да, Добро. Мртвата жена на Джабар те нападнала, така? Таа те нападна, така? така. Сакаш ли сега јас да те нападнам? Чамуш прозборе ти велам. Прозборе, кутриот. На наш јазик ли прозборе? Господ нека го опамети, што друго можам да кажам? Боже, Боже. Јас сакам на Хатиче да ја кажам и ќе ја кажам дека сакам да ја дадам на шивачот Хасан. Каква будала си ти, каква? Ќе ја кажам. Нема да ја кажеш. Ќе ја кажам. Нема да ја Ќе кажеш. ја кажам. Нема да ја кажеш. Ќе ја кажам. Нема да ја кажеш, господине Рамис. Застани! Застани, малце ти велам, застани! Застани кога ти велам! Хатиче! Хатидже! Хатиче, каде е таја? Станете! Хатидже? Ја нема Хатидже! Разбудете се! Каде е Хатидже? Што викаш, мамо? Каде е Хатидже? Реков каде е? Каде да знаеме ние, мамо? Убаво си спиевме, ти дојди и на разбуди. Каде е Хатидже? Фатма, Хатиче да не... Да не! И... Хатиче, Керко. Каде беше ти, Керко? Излегов малку да се прошетам. Дојди, Керко, Хатиче. Јас имам добри вести за Нема, тебе. нема. Нема такво Има. нешто. Реков, Нема има. добра вест. Нема, Јас нема. можам и од тука да ја кажам. Не можеш. Хатидже, ќе те дадам на шивачот Хасан. И да умрам, не се мажам за него. Молам? Зошто ма? Ха-ха. Ха-ха. Си го доби сам одговорот. Ајде, ајде, сите облечете се и симнете се доле. Имаме многу работа. Дадо, што се случи? Не дојде. Добро утро, Чешко Рамис. Добро утро. Зборувај, Чамуш. Чамуш, зборувај. Добро. Види, нема денес да ја влечеш при колката. Јас ќе ја влечам. Што се случува, Чешко Рамис? Нема ништо. Чичко Рамис, добро ли си? Да, добар сум. Не грижи се. Еве вака. Вака ќе ми се развијат рамениците. Како тоа не дојде, Хатидже? Така, не дојде, не дојде. Девојки, излезете надвор, ајде. Ајде. Хатидже, што ти е тебе? Ништо, мамо. Што се случува со тебе? Кај беше денес? Кај беше те прашав? Никаде не бев. Хатидже! Мамо, јас бев кај Хасан.
Хатидже! Се Хатидже! раздени, брате Хасан, се раздени. Извадете ме од тука! Се израдували кога ме види? Извадете ме од тука! Излези и онака погрешка сме те донели. Извадете ме од тука! Излези ти реков, зошто не разбираш? Извадете ме од тука! Изгледа многу лошо гудив по глава. Добро ли си, Хасан Ефенди? Извадете ме од тука! Излези кога ти велам бе, излези. На здравие. Извадете ме од тука! Извадете ме од тука, извадете ме! Има ли отров за глупци и сакам да умрам? Оставите ме, ајде. Ајде, тргнете се. Добро, можеш да се смириш, Хатидже? Не прави вака, да, дожите Господ, смири се. Пембе душечке. Јагненце моje, оди од шталата, донеси го отровот. Ако ме сакаш, сторикото. Види, Хатидже, дојди при себе, ти велам. Седни. Цела ноќ до мугри го чекав. Тој не дојде ми изигра. Види го ти него, безобразник. А да не му се случило нешто? Остави, дадо. Што можело да му се случи? Мре главата да му се скрши. Дај Боже. Да има долг врат да му ја држи таа глава, ќе му се скрши, ама нема. Велиш низоке. Ајде, дадо, и ти што виде во тој грд Хасан? Дури и устата му е крива. Ваква му е, нели? Како тебе, убава девојка. Што бара со таков грд? Понекогаш и едното око му бега. Не знам дали сте го приметили. Плюс беше и слабичок. Да, многу слабичок. Од него маш не бидува. Да, не бидува. Што би правила со него? Тој е грд зет. Носот не му е убав. И косата не му е убава. И рацете му беа валкани, ите баш вака. Ама пак го сакав. Што да правам? Хатидже. 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 Хатидже моја. Хатидже! Хатидже! Види кој ни доаѓа, шивачот Хасан. Оп, почекај малку. Каде вака? Каде си тргнал ти? Тетка Фатма, мора да зборувам со Хатидже. Така ли? Аха. А зашто? Тетка Фатма, жити Господ, пушти ме да ја видам. Почекај малку, прво јас и ти да зборувам. Застани! Вистина ли е тоа што го чувме, господин Джабар? Вистина е, вистина е, вистина. Ако е така, со среќа нека е. Кога мислиш да биде свадбата? Па јас би сакал уште веднаш да направам свадба. Пред Бајрам? Навистина велат не е убаво да се жениш меѓу два бајрама, ама јас си сакам уште веднаш да се земам Хатидже за жена. Деца, што гледате, бе? Ајде. Абе, зарем ова не се внуците на Хасан? Да, бе, тие се. Кој ви треба, бе, деца? Ти ни требаш. Зошто ви требам јас? Војче, украде девојката. Што зборувате, бе? Војче, украде девојката. Што? Војче, украде девојката. Леле, господе! Господине офицер, дали шивачот Хасан се уште е во затвор? Не, го пуштивме денес. Леле, господе! Господа! Леле! Хасан, ти, нели, Хатидже ја сакаш, многу ја сакаш, нели? Секако дека ја сакам. Што ми ја сакаш? Сакаш ли да биде среќна? Да, сакам да ја најсреќна на свет. Што ми ја сакаш најмногу на свет? Сакаш ли секоја вечер најадена да си легнува? Да, тетка Фатма. Ако се омажи со тебе, како ќе биде тоа? Ако се омажи со Джабар? Секоја вечер најадена ќе си легнува. Зимно време нема да истуди. Цело време месо ќе јаде.
Среќна ќе биде. Така ли е, Хасан? Така е. Ти, керка ми, многу ја сакаш. Така ли е, Хасан? Ја сакам. Е, добро. Добро утро, чичко Рамис. Добро утро. Овој внук му многу е убав. Дали виде како ми се насмевна? Господ да те благослови, Мустафа. Полека, 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 остави. Те така. Леко! Мустафа, да ти кажам нешто. Повели, кажи, чичко Рамис. Прво да го дадам леково. Така. Види, ова е внук ми Намик. 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 Да. Добре, деда. Добро ве најдов. Свршивме работа. Сега ќе ти кажам нешто. Ти имаш ќерка. Јас имам. Да, зошто да не? Кога бев на твои години, Хатидже на јаже скокаше надвор, а Вахиде цицаше млеко. Добро, добро. Малку чудно ми дојде. Продолжи да раскажеш. Слушај, чичко ова е Рамис. важно што ќе ти го кажам. Имаш една ќерка. Ќерка најубава на свет. Ќерка ти ќе ја сака двајца. Еден е богат, еден е сиромав. И сега си викаш, ќе ја дадам на богатиот да биде среќна и да има се. А таа вели: ако ме дадеш на богатиот, јас нема да бидам среќна, а не го сака ни сиромавиот. И сега, што ќе направиш кога ќерките не го сакаат тоа што ќе им го нудиш? Не сакаат ни едно ни друго, ти текнува. Ќерка ти постојано вели: јас го сакам сиромавиот. Го сакам и готово. Ај сега да те видам што ќе правиш. Чичко Рамис, за Хатидже зборуваш, нели? Не, онага сакав само да ти раскажам една приказна. Чичко Рамис, кажи. Доколку мене ме прашувате, јас би рекол прво да зборувате со ќерка ви. Да разберете што е работата. Очигледно дека нешто не е во ред. Ако го фатам. Ајде, кревај, кревај. Ајде, така, ајде. Ајде. Ете, ја нема тука. Што се случува? Каде е Хатидже? Хатидже е горе. Горе? Добро. Да, што се случува? Сакам да ја видам Хатидже. Што зборуваш ти? Каде е Хатидже? Прашав, каде е Хатидже? Избега со него, нели? Како така зборуваш, Джабар? Немој! Ја зборувам. Ти реков да не влегуваш Сакам да натре. ја видам. Ти Сакам да ја реков. видам. Многу се извинувам. Што се случи, Хасан? Зошто се врати? Хатидже каде е? Хатидже ја нема веќе. Ја нема.
Не. В срце си ја закопав љубовта и се откажав од неа. Се откажа? Опа, Нина, най. Ajde, na zdravje neka nije. Сега ќе донесам уште ова. Рами, дојде забот да ти го извадам. Ајде. Не сакам, добар ми е забот. Дојди, господине Рами. Не сакам, остави ме. Да немаш дојди кога ти велам, ајде. Да, ама сега не е редот, остави ме. Остави ме. Ајде, дојди. Не сакам, бе, луѓе. Рамис, немој да се плашиш. Сакам, оставите ме. Па ти се не сакам, бе, разбираш ти. Немој да се плашиш. Не сакам, не се види. плаши. Ајде. Не сакам, бе. Немој да се плашиш. Ајде, бе, Чекај, бе, што ти е? Чекај. Што чекате, бе, луѓе? Направете нешто, бре, луѓе. Дедо, добро ли си? Снема воздух и падна. Ете, оден на штака. Дедо. Пулс. Нема пулс. Дедо, Чекај. што правиш ти? Смири се малку, веруј ми. Дедо? Оживеа? Фала му на Господ. Фала му на Господ, за малце ќе отидеше. Односно, отиде па се врати. Користи ли тутун? Користи. Секако дека користи. Очигледно е дека пие. И тоа како? Пијам. Донесете. Види го што зборува. Око не му трепнува. Нема за тебе пиење, нема, готово, ајде, заврши. Ајде, станувај. После ова не смее да пуши, ниту пак да пие. Најмалку еден месец ќе треба да лежи и да се одмора. Слушна ли, дедо? Слушна ли? Душата како што доаѓа, така може и да оди. Ќе треба да внимаваш, господине, ветеринар. Доколку ме послуша, веднаш ќе оздрави. Не грижи се, Алекс. Ајде сега да одиме на миг, ајде. Сега ќе дојдам, дедо. Ти благодарам, намка. Го спаси дедо ми. Нема на што, Алекс. Само биди до него, не го оставај сам. Гледај го добро, дедо ти, Алекс. Добро, господине Рамис. Ајде. Браво, бре. Го спаси човекот. Тоа ми е работа, чичко Рамис. Во медицинското училиште ли ве научија? Да. Се испашив кога го стисна кај градите. Како го направи? Кај нас во училиштето дојде еден французин. Тој не научи. Некој нов метод бил. Дури и јас се зачудив, искрен да бидам. Така е. Најважно од се е дека го спаси. Чичко Рамис? Кажи. А да наминеме док е Диловер? Арно ти текна. Ајде да наминеме, ајде оди на миг, ајде. Хатиџе избегала за Хасан. Така кажа децата. Џабар веднаш отиде. Види ја ти керката на Рамис. Место за Џабар, таа избегала за сиромавиот шивач. Како можела тоа да го направи? Види, господин Џабар. Господине Џабар! Кажи што се случило?
Навистина ли Хатиџа избегала со оној Откаде Хасан? ги вадите овие муабети, кажи ми, откаде? Со своји очи видов Хатиџа како седи дома, а згора на се, Ремзи мене ми ја даде ќерка му за жена, разбра? Полека, не се нервирај, господине Џабар. Полека. Не, ова вака не оди. Морам да се спасам некако од тој никаквец од Хасан. Отидов да ја барам девојката, тој се расипа. Убаво го тужев, командантот го пушта да се шета слободно. Не, овој Хасан мора да се откаже од мојата Хатиџе. Господине Џабар. Не ми се налутивте, нели? Не би сакал да бидам во лоши односи со вас. Добро е, господине Стефан Најдов. Што најдов? Нели, ти едно време во Дуќанот имаше една машина за шиење, така? Да, му ја продадов на Петрус. Добро. Ама шивачот Хасан многу ја сакаше, нели? Многу ја сакаше, би се закачи наврат. Добро, добро. Можеш ли ти уште една таква машина да донесеш во Дуќанот? Можеш ли? Можам, зошто? За една многу убава работа. Убава работа? Убава работа, Стефане, убава! Ајде, Добро, ајде, добро. Ајде! Леко! 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 Намик, денес да не влегуваме во чаршија. Зошто? Ете така, не ми се влегува денеска во чаршијата. Не можам да го слушам Џабар, како ми викат дека му имам дадено збор. Дај ние да одиме кај градоначалникот, па малку да си направиме муабет. Ми оди мене муабетот со кајмакамот, ајде. Добро. Мамо, Кажи, Керко? кој е овој намик? Како кој е намик? Намик е намик. Кој да биде? Има тука нешто. Што има? Сите може да ги излажете, ама мене не. Многу зборуваш ти. Дај ми го тоа таму, ајде, ајде. Еве ти, мамо. Добро, ајде седни. Ајде, мамо, кажи. Прво сакаше да си оди, а потоа му ја спреми постелата за спиење. Зошто? Има некоја мака ли? Да не го мачи нешто? Ама ти претера со зборување. Не знам на кого личиш. На вистина не знам на кого личам. Зарифе, ти ли го измолзе млекото? Да, го измолзав. Добро. Каде е сестра ти? Горе лежи. Добро, ајде помогни на сестра ти. Голапче, гу-гу-гу. Каде беше? Бегајте од тука. Влези. Од Истанбул пристигна нова телеграма. Во врска со бегалецот. Прочите да слушнеме. Во областа на Македонија има пребегано еден човек кој што неговото име е Мустафа. Избеглицата има 25 години. Тој има просечна височина, темна коса и маслинести очи. Значи Мустафа е висок, има црна коса, и маслинести очи, што значи тоа е ликот на Мустафа. Оној кој што ќе помогне да се пронајде Мустафа, ќе добие 20 златни парички како награда. Многу убаво. Многу убаво. Може би сакате уште еднаш да го прочитам? Не сакам. Благодарам. Сега, ако дозволите, би сакал да останам сам. Се разбира кајмакаму. Излегуваме. Имајте убав ден.
Избеглицата има 25 години. Тој има просечна височина, темна коса и маслинести очи. Да не заборавивте нешто? Описот на бегалецот. Што е со идентитетот? Тој многу личи на внукот на Рамис. Не зборувајте глупости, команданте. И самите кажувате дека му е внук на Рамис. Поточно Рамис така кажува. Да, така кажувам, бидејќи Намик е внук на Мунавер, тетка му на тетин Хидает. Вие, командантите, сакате да знаете повеќе од мене, но не знаете. Не можете да знаете. Да, Намик и е внук. Така ли? Така. Тогаш нека ја покаже личната карта. Ајде да видиме. Престанете. Со кое право ги напаѓате моите гости? Ама нека ја покаже личната карта. Немаш никакви докази. Ама описот. Реков да престанете. Секој што има маслинести очи не значи дека е бегалец. Излезете веднаш. Веднаш! Така нека биде. Сега, ако немаш работа, оди треби Орис. Не сакам да ве ставам во опасност. Најдобро ќе биде да одам од тука. Гледај пред себе, гледај. Што брзаш вака? Што е ова паника? Тетка Фатма! Ова е гласот на Нина? Тетка Фатма! Зошто ли е дојде на сега? Јас ја завршив работата. Каде? Со магарето до реката. Зарифе. Ќе одам да соберам трева. Каква трева? Дива трева. Не одиш ти дива трева да собереш, одиш кај тој христијанинот. Леле, дадо, види, дојде Нина, може да и треба нешто. Оди надвор и види. А ти случајно да не ја наговори Нина? Да ја зазборе мајка ми за ти да избегаш? Нема такво нешто. Така нека биде, Зарифе. И така, тетка Фатма, ако биде женско, ќе го носи името на мајка ми. Така ли? Многу убаво. Да, многу убаво. Сакаш да заминеш, а дали размисли добро? Размислив, чичко Рамис. Овој пат сум сигурен. Добро е, те ќе одиш, а пари имаш ли? Ќе се снајдам јас, не грижи се. Да стасам до Париз потоа лесно. Каде рече дека ќе одиш? Во Париз, главниот град на Франција. Знам, главниот град на Франција. Го знам. Дуќанот на Джабар, бегај да не види. Бегај да не види. Ах, сестричке моја. Што да правиме да ја насмееме? Цело време вели дека сака да умре. Вие не ја оставајте сама. Јас веднаш ќе се вратам. Добро, дадо. Добро, дадо. Одам да вежбам пукање, мамо. Оди, Керко. Оди слободно. Оди и сите бунтовници утепај ги. Многу чудна керка имам, Нина. Наопаку се роди. Таква е. Погледни само како се движи. Како машко е. Види како се движи. Ту! Дедо, како си? Подобар си, а?
Да, добар сум. Добар си, нели, а? Добар ли си, дедо? Дедо, веднаш ке дојдам. Се враќам, се враќам. Доаѓам, дедо, доаѓам. Господин Агоп, станете. Доаѓам, дедо. Доаѓам. Господин Агоп. Господин Агоп, станете. Сакам нешто да ве замолам. Нешто многу важно. Каде си, Алекс? И ти нема да дојдеш? Сите машки сте исти. Дојче, сакаш да ти кажам нешто. Што? Вие двете сестри сте или? За кого мислиш, господин Аграб? Ева, за таа до тебе многу ми личите. Ова, да, близначка ми е многу личи ме, нели? Да, Алекс ми рече да ти... Да ти пренесам... Што? Алекс? Ми рече да ти пренесам дека дедо му е болен, дека не може да го остави и да не го чекаш, ми рече. Да ти пренесам така, да ти... Така, значи. Ти благодарам, господин Агроб. Алекс, со две девојки во исто време се гледа. Кажи зошто не дојде? Вахиде? Зошто не дојде? Те чекаше додека не се раздени. Сестра ми се жртвуваше за тебе. Зошто не дојде? Ајде, кажи ми зошто? Не можев да дојдам. Што беше толку важно што не дојде? Се откажав. Што? Се откажав од неа. Од мене маш не бидува. Исто ко мајка ми да ја слушам. Тетка Фатма уште од почеток е во право. Јас не можам да ја усреќам неа. Срам да ти е, Хасан. И ти си бил вртикапа. Ми оди сега еден куршум да ти пукнам среде чело, ама и тоа не си го заслужил. Јас и онака сум мртов, Вахиде. Ако сакаш пукај, ако сакаш не. Види, ова е Намик, внук ми. Нема кој не го знае во градот. Еве, јас им барам некое добро момче. Убаво, убаво. Ајде, машала. Разбрав, Нина, се разбрав. 9 пати ми кажа дека ќе го ставите името на мајка ти ако биде женско. Јас морам вечерва да спремам, морам да одам, да работам. Разбери, немам време да зборувам. Леле, тетка Фатма, што убаво си седевме. Тогаш ајде да влеземе внатре, јас ќе си правам вечера, ти повторно ќе ми раскажеш како ќе се вика детето. Не, досадно ми е внатре. Овде убаво си дувка помалку, убаво ми е. Тогаш ти седи надвор, а јас одам внатре да ја подготвам вечерата, јасно? Што се случи? Коцна ли? Да. Добра си? Добра сум. Ке си одам сега дома, ајде. И што се случи сега? Одеднаш топло ми стана. Престана ветерот да дува и Вахи да дојде. Ајде се гледаме. Дојде ли? Дојдов, мамо. Ги исчисти ли бунтовниците?
Браво за тебе! Ајде, ајде, ајде! Бато, вака кога те гледам тажен, и мене ми е тешко на душата. Кажи си ја маката. Јас сум ти сестра, ајде кажи ми. Немам никаква мака. Јазикот ти кажува едно, очите ти кажуваат друго. Рече дека си се откажал од Хатиџа, јас знам дека земјава да престане да се врти, нема да се откажеш. Морам да се откажам, Мерем. Јас неа можам да ја сакам и оддалеку. Само нека е добра и само нека се смее. Со џабар. Што ти се случи, бато? Те молам, ајде кажи ми. Не ме прашувај повеќе, Меријам, не прашувај. Уште ли плачеш, Хатиџа? Види, немој да плачеш. Немој да се мачиш. Како? Нели рече дека можно е да му се случило нешто на Хасан? Мислиш дека навистина му се случило? Не, Хатиџа, ништо не му се случило. А ти од каде знаеш? Денес зборував со Хасан, таму знам. Зборуваше? Што ти кажа? Од Хасан маш не бидува. Знаеш ли зошто? Зошто? Вртикапа е затоа. Земал да збори како жена. Мислиш мајка ми како да ја слушам? Тој бил сиромав, не можел да ти угоди се, ти си заслужувала подобро и сето тоа не можел да го поднесе. Хасан ти го кажа тоа? Па да, Хасан ми го кажа. Е, тоа ли е маш? Вистински маш ако засака, треба да те фати за рака, па потоа да те одведе некаде далеку и никој нема да може да го спречи да биде со саканата. Ти добро го откри на време каков е Хатиџе. Не е за тебе, верувај ми. Во право си, сестра. Ти благодарам, ќерко. На здравје, тато. Хатиџе каде е? Во соба ли? Да, тато. Добра ли е? Добра е, добра. Благодарам. Фатма, денес многу ми падна жал за ветеринарот. За малку ќе умреше да не стигневме на време. Имаше среќа. Се надевам дека ќе оздрави. Не грижи се, тетка Фатма. Ако ме послуша, ќе оздрави. Нема да има проблеми. Мојот внук бил дојден, како се вика? Алекс. Наставнике. Ти од кај знаеш? Кога бев да го однесам млекото, слушнав. Тогаш. Фатма, утре направи една чорба и однеси ја кај нив. Комшиини се? Да, во право си, така е. Како што е Рамазан, комшијата треба да ти биде поблизок од братот. Дојдете да ве видам, седнете тука. Ајде, дојди. Така. Тато, раскажи ни приказна. Приказна ли? Добро да ќе ви раскажам. Си била еднаш една бола. Ја знаеме таа. Ја знаете? Па тогаш, за дедови ќе ви раскажам. За дедо не. Раскажи ни, тата. Ќе ви раскажам. Слушајте добро, девојчиња. Во нашето семејство имаше 7 лекари. Јас, татко ми, татко му на татко ми, таткото на таткото на татко ми, таткото на таткото на таткото на татко ми. До кај стигнав? Како и да е, така е. Сега, овој дедо ми Мустафа Рамис бил висок како мене, згоден како мене, огромен човек како мене. Да, вака широк. Да. Овој дедо ми Мустафа Рамис бил и многу богат. Не само колку да се рече. Не една, не две, туку 100 крави имал. Оха!
И Што значи ова? Лажам ли јас? Имал 100 крави, ете. Еден ден во центарот дошла една многу убава девојка. Главата да те заболи. Дедо ми Мустафа Рамис се заљубил во нејзе. Рекле луѓето, има пат од срце до срце. Погледни ја еднаш убаво, не можевме 2 пати да ја погледнеме девојката. Потоа, како што поминува времето, дедо ми Мустафа Рамис секој месец продавал по една крава. Заради девојката. Ги продавал една по една. Ги продавал и на крајот сите крави ги продал. Но зошто? Девојката имала очи како звезди, толку убав нос, сладки усни, големи гради, а тие колкови, имала такви колкови, кога чекорела, оделе нагоре, надолу, нагоре. Тука завршува приказната. Ти навистина си полудел. Боже, Боже. Приказната заврши. Заврши. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yarim mahşere kaldı. O bizim kavuşmalarımıza yarim mahşere kaldı. Mapushanede yata yata yanlarım çürüdü. Pencereden baka baka yarim ela gözler süzüldü. Pencereden baka baka yarim ela gözler süzüldü. Убава ќерко. Што правиш тука сама? Добро ми е вака, тато. Раскажи ми мене, што се случува. Кога сакав да те дадам на господин Џабар, ти ми рече дека ќе бидеш несреќна цел живот, нели? Така е. Ми рече дека го сакаш Хасан, дека сакаш со него да се венчаш. Така ли е? Така е. И јас многу размислував. Си реков штом ќерка ми ќе биде несреќна цел живот, тогаш нека се венча со тој што го сака. Јас не го сакам, тато. Воопшто не го сакам. Во право си. Наместо да одам кај него, ќе одам кај касапот. Подобро е.